ВМРО ДПМН во нивниот манифест очигледно дека веќе се загубија од лажење и не знаат каде завршува лагата, а каде почнува реалноста. А дека кој лажел пак ќе лаже, се гледа најмногу во здравствениот дел од така наречениот лажи фест. Одиме со факти. Пример број 1. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, воден од фактот дека најголем број од граѓаните се лечат во државните болници, кои се во распадната состојба и дека немаат квалитетна здравствена заштита граѓаните, пред повеќе од една година, на 18 мај 2010 година, во Собранието на Република Македонија предложи закон за квалитет и акредитација на здравствените установи. Тогаш тој закон од мнозинството беше одбиен со образложение дека владата само што не го подготвила својот. Година дена помина, од ветувањето ништо не остана. Сега истото ДПМН го најавуваат во програмата со нов рок, јуни 2012 година. Пример 2. Во надградената преродба во 2008 година ветија 23 нови амбуланти во селата, а во отчетот за сработеното велат дека направиле само 6. Капак на се, во манифестот велат дека ќе предвидат уште 7 во следниот мандатен период. Кога лажеле? Тогаш или сега? Пример 3. Во преродбата ветиле дека ќе ги отварат повторно амбулантите во 100 населени места. Во отчетот 0. Процент на реализација 0%. Пример 4. Во манифестот најавуваат дека рокот за електронска здравствена картичка на граѓаните го поместуваат за 2012 година, за да до 2020 постават комплетно интегриран здравствен информатички систем. Тотално несериозно и шарлатански. Рокот во оригиналната преродба беше 2008, па потоа стана 2009, па потоа 2010, па потоа стана 2011, па на крај 2012-2020 година. Не знае човек дали да се смее или да плаче, кога гледа дека во кампањата, спротивно на законот, промовираа вчера нешто што е толку голема и очигледна срамота, што треба да се сокријат и да молчат. Пример 5. Бидејќи вчера Груевски од Струмица запрашал каде сум сега да го прашам за медицинската опрема, денес го прашувам. Каде е највредниот дел од медицинската опрема која требаше да пристигне во јавното здравство? Каде се акцелераторот? Каде се ангиографите? Каде се магнетните резонанси? Каде е опремата која уште 2009 година требаше да биде во функција? Второ прашање кој му го поставувам, бидејќи нема само со едно да заврши, дали е вистина дека за медицинската опрема од 100 милиони евра е платена само една рата и тоа минатата година? Дали парите предвидени за оваа година на производителот не му се платени, а се потрошени и пренаменети за други работи, заради што се закануваат со демонтирање на опремата? Пример 6. Во манифестот најавуваат бесплатно здравство за еден дел од пензионерите. Па дали се слушате господа од власт? Истото тоа го најавивте пред цели 5 години. Зошто не го направивте? Како тоа после толку лаги да ви поверуваат граѓаните? Ете, тоа е ДПМН. Лага до лага, ветување до ветување, никој повеќе не им верува. Имаа 5 години да спроведат се што ветија, а од тоа никој ништо не види. Напротив, состојбата во здравствениот сектор никогаш не била полоша. Просторните услови никогаш не биле помизерни. СДСМ ветува дека новата влада ќе гради државни болници, ќе обезбеди доволно лекови за пациентите, ќе овозможи бесплатно здравство за сите пензионери, не само за еден дел, за сите деца до 14 годишна возраст и за сите сиромашни граѓани. И ова се само дел од мерките, не се лаги и не се празни ветувања како на ДПМН.
Благодарам и доколку имате прашања, повелете. Можете и надвор од темата. Доколку немате, накратко би сакал да искоментирам уште една работа. Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период посети повеќе од 1 милион граѓани со кампањата Врата до врата и наидовме на одличен прием. За разлика од ВМРО ДПМН, кои поради сиромаштијата која и пустошта во овие 5 години не можат ни да тропнат на вратата на македонските граѓани. Затоа е жално да се мајтапат со сиромаштијата и да истураат храна, локуми, наполитанки, со тие што ги истураат, може некое гладно дете да го наранат. Благодарам.